Откако беше назначен за директор на Драмскиот театар, актерот Роберт Велјановски активно, фокусирано и посветено работи за интензивирање на активностите во Драмскиот театар. Па така и новата календарска година ја започнуваат со низа активности, односно поволности и привилегии за верните посетители на Драмскиот театар. Чест и задоволство ми е да разговарам во продолжение со директорот на Драмскиот театар. Директоре, пред се среќна нова година, среќни празници. Во овој празничен период вие се одлучивте за поволности, односно попусти и привилегии за сите оние кои што сакаат да го посетат театарот во овие празнични денови. Токму така, веројатно дел од оваа приказна се должи на тоа што моето поранешно искуство како директор ме подучило дека работите треба постојано да се движат напред. Ние во месецот кој што вела дека е најтежок месец во годината, од една страна, од друга страна со цел на нашата верна публика да ја овозможиме можност да ги израдува своите најмили. Во месецот кога подароците се суштина на живењето, да понудиме два пакети на производи на Драмскиот театар од Скопје. Едниот пакет е пакет блок билети со 7 представи, во кои што се сите представи кои што играат во месец јануари. И вториот е блок билети со 4 представи, со што нудиме можност публиката да одбере еден од овие два пакети на билети, за да може, доколку сака, да им подари на своите најмили. Понекогаш е убаво покрај сите оние сладки работи што им ги купуваме на децата, понекогаш е убаво да се сетиме и на возрастните. И наместо да се купи нешто што е материјално, овој пат да се купи нешто што е духовно. Од тука сметаме дека една таква понуда ќе има добар прием кај нашата публика, со што се и тоа се покажува дека е така, затоа што веќе имаме резервации за овие блок билети, исто така нашите аквизитери ги продаваат овие блок билети и сметаме дека тоа ќе биде еден исчекор напред, за да ја овозможиме на нашата публика, во условите во кои што ги имаме, најдобар можен прием. Да, и уште еден новитет во послепразничниот период, у нас со кој што почнува Драмски театар, е поддршка на младите актери, односно на актерите од независната сцена. Да, Драмски имал и во минатото имал денови кога ја отстапувал сцената за независна продукција, но сега донесовме една популарна, се надевам, одлука, што исто се покажува со оглед на тоа колку продукции конкурирале. Конкурсот, јавниот повик, заврши вчера. До 5 јануари ќе бидат објавени представите кои што ќе играат на сцената на Драмскиот театар. Значи од 14 до 18 јануари Драмскиот театар ќе отвори својата сцена за сите продукции, сите представи на независната сцена. Премисата со која што тргнавме да го направиме ова е многу едноставна. Ако нашата држава и ако Министерството за култура и туризам доделува средства за независна продукција, а луѓето кои што се од независната сцена имаат проблем тие представи да ги играат, бидејќи немаат простори, ние решивме едноставно во тие 5 дена да ги отвориме вратите на Драмскиот театар и да им овозможиме своите продукции, своите представи да ги представат пред пошироката публика. Од друга страна пак, Драмскиот театар бил историски гледано секогаш некаков предвесник, некаков двигател во таа насока. Многу безмалку сите правци во театарот кои што на светско ниво
функционирале, некако поминувале низ драмскиот театар и од тука тргнувала целата приказна во Македонија. Така што мислам дека тоа е една приказна која што ќе биде многу успешна и приказна која што нам прво ќе ни даде увид во некои млади луѓе, млади таленти кои што работат во театарот, а ние немаме можност и немаме увид во она што тие го работат, да ги проследиме нивните работи, односно да ја проследиме нивната работа и зашто да не потоа некој од нив да го ангажираме на сцената на драмскиот театар. Да, верувам дека е тоа како од големо значење за сите оние актери, режисери, продуценти кои што се дел од независната сцена, да играат на сцената на драмски пред публиката која што има драмски театар, но и пред големата сцена. Што според вас или ја одбележа 2024 година во однос на драмски театар? Во минатата година драмскиот театар имаше 4 продукции, 3 финансирани од Министерството за култура и туризам. Сезоната ја почнавме со Хеда Габлер на Ибзен во режија на Васил Христов, потоа Парови во режија на Ивана Ангеловска, по текст на Ана Ристовска. Од септември месец ја работевме представата Драми на принцезите на Елфриде Јелинек во режија на Жива Бизовичар и годината ја финиширавме со сопствена продукција со фамилијата Адамс во режија на Теја Беговска, текст адаптација и режија на Теја Беговска. Знаете, малку сега неблагодарно е јас да одвојувам што е она што ја одбележало 2024 година. Како велат, нас не болат сите представи, си ги сакаме сите представи, но мислам дека имаме мал исчекор во однос на репертуарната политика со фамилијата Адамс во однос на тоа колкав е интересот за представата. Еве, вака со едно убаво чувство најавувам дека веќе 110 билети имаме продадено во јануари за фамилијата Адамс, што укажува на тоа дека е извонредно примена кај публиката. Но се разбира, не би можел и не сакам да ги потценам останатите представи кои што се на репертуарот на драмскиот театар, бидејќи навистина за Парови има одличен интерес. Представата Драми на принцезите е исклучително сериозна представа за која што се нужни предзнаења за да можете непречено да ја следите представата. И да речеме од продукцијата од минатогодишната продукција Хеда Габер исто едно извонредно театарско остварување со брилијантни улоги на неколку актери внатре, така што еве да не бидам јас тој што ќе одвојува некоја представа која што е одбележала 24 година. Инаку мислам дека централен настан во 24-та беше фестивалот Рута, организиран тука на сцената на драмскиот театар, каде што видовме изворедни театарски остварувања на колегите од регионот и тука некаде се движат тие некои мои размисли во однос на репертуарот на драмски за 24-та година. Да, и што е оно што може да се очекува, верувам дека е рано, за 2025, но може ли нешто да ни најавите? Верувам дека Рута продолжува, новата театарска сезона на театарот кога почнува во септември, доаѓа тогаш и Рута фестивалот, но може ли нешто да ни откриете што се подготвува или што планирате за новата година? Бидејќи се уште е во тек конкурсот во Министерството за култура и туризам и не би сакал да преудицирам некои решенија на Комисијата за култура која што работи врз проектите кои што ги поднесе драмскиот театар како апликација за 2025 година. Јас само, еве да речеме, би се задржал на една продукција која што навистина ќе биде вредна продукција и би сакал да ја работиме.
Тоа е копродукцијата, четирипартитна копродукција помеѓу Драмскиот театар од Скопје, Белградскиот драмски театар, местното гледалиште од Љубљана и Будва фестивалот. Представа која што, како што засега течат преговорите, ќе се работи во Скопје. Премиерата ќе биде некаде на 10 август на Будва фестивалот, потоа ќе гостуваме на затворањето на Охридско лето со таа представа. И веќе во октомври месец на Рута и пред Рута фестивалот публиката ќе има можност да ја проследи овде на сцената на Драмскиот театар. Таа копродукција е копродукција која што ја работиме на рамноправни основи, што значи дека секој од партиципиентите во копродукцијата ќе учествува со тројца актери. Режисерот Иван Пеневич е од Хрватска, а веројатно неговите соработници кои што ќе ги одбере за представата ќе бидат од Македонија, бидејќи така ќе му биде нему наедноставно ако ја работиме на сцената на Драмскиот театар. Така што тоа би било нешто што јас би сакал да го издвојам во смисла на некаква меѓународна регионална соработка која што може да остави сериозен белег во продукциите за 2025 година. Во смисла на тоа дека Драмскиот театар се отвора за една можна соработка со сите театри во регионот, што е од исклучително значење за македонскиот театар, бидејќи во изминатите 30 години македонските театри, не само македонските и театрите во регионот беа некако самодоволни сами од себе, сите викавме ние сме најдобри и сега ќе имаме можност да купиме некоја идеја, да продадеме некоја идеја, едноставно да функционираме на едно малку поинакво ниво од ова досега што сме функционирали. Да, верувам дека ќе биде вистинско уживање и оваа цела календарска 2025 година да се гледа, да се посетува, да се гледат представите во Драмскиот театар и секако да се биде дел во публиката, но верувам дека и актерите и режисерите секако со полни раце работа ќе направат извонредни представи во новата година. Ние ќе се обидеме се што е во наша моќ тоа да биде така. Имавме едно исклучително пријатно искуство. Имено репертоарот за 2024 од септември до декември беше објавен некаде на средината на септември и тоа се покажа како еден многу успешен пристап при продажбата на билети. Ние успеавме да ја зголемиме публиката за отприлика 30%, што е исклучително важно, затоа што театарот всушност постои заради публиката. Нашата работа апсолутно нема никаква смисла доколку тоа не е презентирано пред публиката. И следејќи го тој чекор, решивме да ја продолжиме таа практика и Драмскиот театар деновиве ќе го објави репертоарот до месец јуни, со што ќе ја овозможиме на нашата публика да одбере кога, како да дојде да ги проследи нашите представи. Се разбира, бидејќи почетокот на оваа кампања со блок билетите се покажува како мощно интересна, мислам дека тие блок билети или некаков тип на блок билети ќе имаме и понатаму, со што едноставно ќе направиме се да ја овозможиме на нашата публика да биде редовен посетител во Драмскиот театар од Скопје. Да, верувам дека тоа и многумина го сакаат, затоа што сепак, добро помината вечер е она со уметност, особено во театар. Ви благодарам, директоре, за одвоеното време, ви посакувам успешна нова година и секако успешни представи во новата 2025 година. Ви благодарам многу, би сакал во името на ансамблот на Драмскиот театар, од името на вработените на Драмскиот театар и во моје лично име,
На вашите гледачи и на нашата ценета публика да им ја честитам новата 2025 година, да им ги честитам божикните празници и да им посетам многу здравје, многу љубов, многу радост и многу театар во новата 2025 година. Ви благодарам.